А после срамот вчерашен, туку што чувме дека Вардар победи, една прекрасна вест. И ете, ние докажавме дека во спортот, со спортската дипломатија, можеме да стигнеме до врвот. Ви благодарам на присуството, инспиративно е, ќе се обидам да го оправдам вашето внимание вечерва. Сакам најпрво да се заблагодарам на ВМРО ДПМНЕ, на председателот Христијан Мицковски, за можноста на демократски начин на конвенцијата во Струга, како што наликува во еден дом, а не во хотел, во рамноправен надпревар со луѓе кои многу дале за ВМРО, ДПМНЕ и кои јас ги почитувам и како студенти, но и како политичари, да ја добијам довербата на конвенцијата. Тоа е доказ за внатрепартиска демократија. Оти нема демократија без внатрепартиска демократија. Надпреварот беше витешки. Се изјаснуваа делегатите и тоа што јас брев, онаа што ја одбраа, покажа дека ВМРО ДПМНЕ чекори кон вистински реформи, кон демократизација на Македонија, кон превземање одговорност во најтешките моменти за нашата татковина. Благодарност уште еднаш, благодарност и до сите коалициони партнери, благодарност до коалиционите партнери, членовите на фамилијата за подобра Македонија, што препознаа во мене човек кој дели ставови слични на нивните, важни во овие тешки моменти. Благодарност до моите колешки и колеги кои мислеа дека после неколку годишно излагање јавно на ставови, на критики, дека можеби јас сум жената што може исто така да се препознае во промените, ама вечерва и благодарност голема до моите студенти, не се мои, свои се, бунтовни, до Твитер заедницата и до Фейсбук заедницата, зашто диалогот што го водам со нив е неверојатно не само модерен, туку и инспиративен. Зошто јас? Се сеќавам кога кандидатот за председател на САД, Џон Кенеди, рече: многу ми даде мојата татковина, многу добив од Соединетите Американски држави. Дојде времето јас да им вратам нешто. И за мене дојде времето јас да и вратам нешто на Македонија. Се што сум постигнала во животот, не можело да го постигнам ако не сум била од Македонија. Таа била мојата инспирација. И кога предрасуди постојат кон нас, кои доаѓаме од малите земји, ние мора да бидеме подобри од останатите, за да им ги срушиме предрасудите и за да не почитуваат. За жал, она што ние го извојувавме, тие го трошат без да не прашаат. Тие ја навредуваат не само Република Македонија, туку и нас, нејзините граѓани. Затоа дојде време не само да им го предочиме тоа што го прават, не само да ги критикуваме, туку да им кажеме дека им дојде крајот. Нашиот почеток е нивен крај. Мишел Обама честопати велела дека кога тие паѓаат ниско, ние одиме високо. Толку ниско се, што ние ќе ги достигнеме највисоките македонски височини.
Да почнам од најголемиот и најблискиот предизвик председателските избори. Не сум јас најважната на овие избори. Јас знам дека има и други вредни жени, други вредни мажи, но мислам дека јас низ тој демократски надпревар превзедов одговорност и дека сум решена да не ја срамам државата како што тие тоа го правеа. Решена сум исто така да направам еден мал чекор, може би за мене, меѓутоа мислам дека за демократијата тој мал чекор може да биде пресуден. Но нема да чекорам сама. Знам дека по победата на председателските избори, заедно со новото парламентарно мнозинство, ќе чекориме овде градејќи ја Европа. И Европа тоа ќе го препознае. Европската унија е унија заснована на вредности, на владење на право, на демократија, на одговорност, на еднаквост на граѓаните, на просперитетна економија, на битка со клиентелизам, на битка со непотизам, на битка со тероризам, а ние тамо можеме да постигнеме многу повеќе. Често пати заборавам да ја споменам армијата, но еве сега ќе почнам намерно од неа на сугестија на еден мој студент, вреден член на ВМРО ДПМНЕ. Не знам зошто жена не би можела да биде врховен командант на вооружените сили. Јас мислам дека опасно е да биде командант на вооружените сили некој кој толку брзо говори, побрзо од мислите понекогаш ги кажува работите, контрадикторен е. Заборава што кажал. Таква конфузија е опасна. За да се биде командант на вооружените сили, треба да се мерат зборовите, треба да се брои времето, треба да се мисли на граѓаните, треба да се мисли на последиците. Тие се фалат со нашата армија, меѓутоа заборавија да ја облечат. Боса армија не е армија. Заборавија дека и народот не е бос, но заборавија дека и Исус одел бос. Ние таа лекција ја знаеме, зашто моралот, правото и правдата се на наша страна. Значи, ако можат нашите војници да нижат успеси надвор, да им се восхитуваат затоа што се посветени, затоа што се професионални, крајно време е не само на одбраната, туку исто така и на армијата, туку исто така и на безбедноста, да погледнеме со широко отворени очи. Не сум сигурна дека тие тоа го прават. За да може да делуваме синхронизирано, јас, доколку ме изберете се разбира, и доколку ми верувате, во така наречениот Совет за безбедност, покрај оние луѓе кои се тамо по функција, ќе назначам вистински експерти за безбедносните прашања. Зашто безбедноста денеска е многу важна во векот на тероризам и секакви безбедносни закани. Само луѓе од знаење може да бидат критични, а само критиката е здрава. Оти ако не ве критикуваат, ќе се замислувате дека сте нешто исклучително, дека сте нешто посебно, дека сте нешто невидено и ќе правите грешки. Јас ќе ставам крај на партизираните и политизираните луѓе во институциите на кои имам влијание и можам да предложам тамо луѓе. Ако не го сторам тоа, тогаш нема да ми веруваат студентите, зашто јас ним им велам, единствено што вреди да се прави во животот е да се учи, да се работи, да се освојуваат височините на знаењето, на уметноста, на креативноста. Тоа е најважното. Тоа никој не може да ви го одземе. Тоа ќе ве направи силни, тоа ќе ве направи сигурни, тоа ќе ги уништи фрустрациите во вас и тогаш нема да се одмаздувате, нема да бидете реваншисти како што сега справат тоа со сите нас. Тоа зборува само за фрустрирани, за слаби луѓе, за несигурни луѓе, за луѓе кои се сигурни дека грешат, ама мислат дека грешките никој не ги гледа. Но народот
одлично гледа. Народот е тој кој што дава, народот е тој кој што зема. Каде? На изборите. Доаѓа тоа време. Председателот на ВМРО ДПМН интересно со емпатија, речи си на секоја средба, ве замолува да излезете на председателските избори и кажува убави зборови за мене. Му благодарам. Значи, да излеземе на овие избори од една страна, за да избереме некој кому му веруваме, ама и од друга страна, за да им покажеме дека народот ги видел соголени, дека видел дека не можат ништо да направат. Оти замислете, единствената реформа што ја направија е реформата на нас, реформата на Македонија, и го сменија името, а сега чекорат кон промена на идентитетот. Никој нема право на таква промена. Никој. Никој не го одбрал името ниту на Асном, ниту предходно. Името било нешто природно, нешто нормално, нешто неизбежно. Ости македонците постоеле како нација и пред да постои државата Македонија. Значи таа немала избор, можела само да го земе она што и го дала нацијата. Велат дека нациите треба да одат во историјата, но современата држава е нација држава. И всушност и Европската Унија сега кога се реформира е свесна дека нема демократија без тоа да го побара и да го посака кој? Граѓанинот на државите членки. Така и ние, собрани околу вас, и вие, собрани околу нас, ќе си го најдеме европското место, ќе ги препознаеме европските стандарди овде во Македонија. Оти не се оди во Брисел на Титаник. Нивната власт е власт на Титаник. Ние, иако велат дека имаме сидро што не влече долу, имаме каде да се вратиме. Оти тоа сидро долу е коренот на нашата Македонија. Ако немате корен, не може да има дрва, не може да расцвета македонското дрво. Тие сакаат да го исушат дрвото од кое ние се храниме и земјата на која што стоиме. Но тоа нема да им успее. Кога ќе разлиста дрвото? Кога ќе има предвремени избори и кога на предвремените избори ќе победат оние кои никогаш и никогаш нема да ја заборават Македонија. Зашто има нешта кои не смеат да се жртвуваат за ниту една цел, па не знам колку и да е таа висока за нив. Јас не им се лутам на европските бирократи и технократи. Се разбира, тие се практични и прагматични. Во името на мирот и безбедноста гледаат да најдат решенија. Ама компромисот може да биде компромис само меѓу рамноправни држави и субјекти. Не, овој компромис не беше рамноправен компромис. Овој компромис не е всушност ни компромис. Тој компромис е пораз. Доказ за тоа е што ние се плашиме, тие се плашат, а ние се срамиме од нивниот страв. Тоа што дури и химната ја заборавија да ја интонираат. Но доаѓа моментот на соочувањето со европската вистина. Тоа не може да се избегне. Да, ни заблагодарија дека сме биле кооперативни и сме граделе добрососедски односи, ама сега ќе речат, ајде да видиме дали ги исполнувате стандардите. Од стандардни се само скандалите. Стандардна е корупцијата, стандарден е криминалот, вонсериски е непотизмот. Тоа не се европски вредности, тоа не се наши вредности. Затоа ние на поинаков начин ќе постапуваме од нив. Мислам дека набрзо се ќе биде јасно. Тоа јасно значи дека
оние кои што имаат вредносни критериуми, оние кои што знаат што е тоа идентитет, ќе се повикаат на него и ќе бидат инспирирани и ќе го бранат и дека така ќе докажат дека оваа мала нација и мала држава е европска држава, не само географски, туку и културно, туку и историски, и дека мора да се најде и за неа место под европското небо. За жал, тие во итањето само да бидат кооперативни, кога беа диригирани, заборавија на идентитетот, заборавија на достоинството, ама јас тоа не можам да го сторам. Зошто? Случајно во моето име има нешто што е врзано за гордоста. Јас како Гордана, гордо ќе чекорам напред. Ако сгрешам на патот, убаво велите, нека живее Македонија, дека сме живи ние, ќе живее и таа. Нема да дозволиме да ја погребаат Македонија, бидејќи јас цврсто верувам дека тие се оние што ништо немаат од Македонија, ама ние пак највредното нешто што го имаме е токму Македонија. Председателот нема не знам какви силни функции во ваков парламентарен систем, да не ви досадувам со предавања, ама тој има шанса да биде модератор, да биде неутрален арбитар, да укажува, да усмерува, да предупредува. Зошто и како? Затоа што неговата власт, неговиот авторитет е врзан за народот. Тој мора да биде со народот, секогаш. Затоа тоа го викале многу председатели, меѓу кои Абрахам Линколн, американскиот председател. Ако е така, тогаш тој треба да има цврст легитимитет. Верувајте ми, речиси нема поцврст легитимитет од оној на македонските председатели. Зашто во првиот круг се бара мнозинство од излезените, се бара мнозинство од запишаните, што е тешко да се постигне, во вториот круг одат двајцата најдобри и во него се бара мнозинство од излезените, ама под услов да има 40%. Што вели правото, изборното право? Дека тоа е редок правен феномен, дури и во една Франција, каде што председателот има далеку посилни ингеренции од оние во Македонија. Јасно ви е дека тоа е договор кој што е направен заради добрите меѓуетнички односи. Меѓутоа, јас сум голем противник на изборот на председателот од собранието. Тоа им е идејата. Сакаат, како што сами го менуваа кривичниот законник без опозицијата, како што сами си донесоа кобожем закон за амнестија, всушност тоа беше некој хибрид меѓу амнестија и меѓу помилување непознат во казненото право. Како што самите си го сменија уставот, сакаат сега и самите да си го изберат председателот. Не, ние кои сме овде, повеќе веруваме во мудроста на народот да препознае човек кој што може да биде председател или председателка, одошто во тие 81 фикуси тамо кои гласаат така како што ќе им сугерираат. Не смееме да дозволиме двајца луѓе да ни бираат председатела, другите само да креваат раце. Тоа е лошо. Не само заради лошиот избор и заради пазарите, туку и заради тоа што во тие пазари може да останеме без председател, па председателот на собранието да глуми председател во определен период. Тоа не е добро решение. Затоа и бојкотот не е добро решение. Јас сум многу среќна кога во разговорите со луѓето кои стојат овде пред мене, сме заклучиле дека лошо е сета власт да биде на едно место. Лошо е и законодавната, извршната и судската власт да бидат контролирани од една партија или само од неколку партии.
Не, тоа нема да го дозволиме. Ако ние после многу децении неможност да бираме председател и градоначалници во комунистичкиот систем, сега го имаме тоа право не смееме да ви го одземеме. Вие треба да го имате и првиот и последниот збор за тоа каков човек или каква жена треба да ја води Македонија. Да живее Македонија! Благодарам. Како што гледате, по овие непрекинати патешествија на кои, да бидам искрена, не сум многу научена и навикната, ништо не ми фали. Се чувствувам прекрасно. Тоа е заради вашата енергија што кружи и јас верувам дека има некое право и правда во универзумот и во македонскиот микрокосмос. Тоа е она што не прави силни, тоа е она што не прави смирени, тоа е она што не прави умерени, зашто ние имаме знаење и аргументи, а тие ништо не сторија за 2,5 години, освен што го сменија името. Е голема реформа. Предпоставувам дека следните 2 години ќе ги потрошат во исполнување на Преспанскиот договор, ама однадвор сега пролетва ќе им кажат не е тоа доволно. Договор си е договор, ама стандарди европски си се стандарди, а се во оваа земја за жал е нестандардно. Само лагите се стандардни.